И здраво на сите и кој збркавам. Океј, да, това ќе е малку различно видео од претходните. Морам да дувам за това. Нема да дувам на културно, ако сакате да думах на културно, може да се изгасите слободно. Едноставно саках да дувам за CapCut. Не за CapCut, за како се викаше? Да. OBS. Секако. CapCut има неколку проблеми како се VIP и затоа го спомнав за следното видео. Тоа не ми е на мене важно. Сега зборуваме за OBS. Како што гледате ова позадината, ова не е ништо едитирано by the way, не е залагано, не е ништо. Ова е се снимано од OBS. Се ова доаѓа од една програма. OBS. Сетова. Ништо. Лаги. Не се ни познава. Фреймове скипа, еј. Како, Шо е това? Ако сакате да го гледате стварно видеото, може да го уклучите на канала на Бојан Го, ќе става тука малку таймкард, во горе десниот ъгол, но тоа не ми е се важно. Сега само сакам да кажам дека OBS. Што правиме со OBS? Може ли малку да ми каже некој? Бидејќи, ако го гледате ова во позадина, што ова е се од последното видео со Бојан Го. Ова е мој POV, снимам со него и сето тоа. Тој мислам дека има и шорт за тоа, има и видео за тоа, но сепак, што се случи тука? Шо е тоа? Некој може да ми каже. Оти, еден FPS-ка и компјутер не ми е со. Не ми е. Перформансите се добри. Многу добри. И, едноставно се, не знам што е, не е до компјутерот, не е до ништо, до OBS. И тоа е тука проблеми со Бојан Го. Значи, ако му видите видеото со компјутерот, со што прави unboxing и се тоа, ќе видите у него дека не е баш толку добро како се, бидејќи OBS кој него зафркаваше. Едноставно OBS е многу катастрофа. Сега ќе мачам да го гледате тоа во позадина, но сметајте, играта не ми лагаше. Тоа е се од OBS. Тоа е целосно 100% од OBS. Ништо од мене, ништо од некој друг. Не е на никој проблемот. Значи, еве го проблемот со OBS и воопшто со нешта за рекординг на екранот. Се извинувам што звучам малку нервозен и дека половина зборувам културно, половина не. Само ме многу ова изнервира, бидејќи сакав да го покажам и мојот POV. Но сепак, како што гледате, ова е катастрофа. Нели? Да. И сега разбирам многу луѓе ќе ми кажат, компјутерот ти е лош, купи нов компјутер, јада. Но тоа не е точно. Значи, и на Бојан Го компјутерот му е сличен, не е баш сличен, многу е поек од мојот. Но пак, видовте дека во видеото малку му лага, малку е бафи, нели? И во моето, како што гледате, фреймови скипа, фреймови, И пак, како, што е ова? Значи, проблемот со ова е, ако немаш многу јак компјутер, како што имаат многу јутубери и се тоа, ти не можеш ништо да направиш во OBS. Ти велам ништо. Значи, за звук рекордање е окей. Тоа е окей, но за лаг, колку лаг прави. Значи, како што гледате, се извинувам што ова го повторувам 500 пати, што сум толку нервозен, но пак, што е ова? Што се случува на мојот екран? Што е ова? Фреймови скипа. Знаете ли колку смуве на мојот екран обично? Значи, OBS стварно прави проблеми. И друг проблем е што немаш баш многу други опции освен OBS. Ако не сакаш OBS, тогаш си малку нема да лажам, нека му да е family friendly. Ми треба малку пауза. Малку само пауза. Што прави OBS? Ве молам, прашувам, реално прашање. Што
направи OBS. Но OBS може да биде добро. Само треба да имаш по-добра перформанси на компјутерот. Това не е поентата на OBS. Поентата е за да снима секој футеж. И не знам зашто е вако. Значи, кога снимам в Терарија, ако имаше повеќе од две нешта на екранот, ќе ми лагаше. Само за звук е добро. Буквално за ништо добро ако имаш по-слаб компјутер. И како едноставно мислам дека не заслужува толку фалба. Единствена друга опција ти е што е толку добра е како Xbox што го имаш од Microsoft, но не фала, тоа не е за мене. Но сепак тоа е малку е глупо, нели, да се нарекувате најдобрата апликација за рекординг, а да не сте воопшто добра. Тоа е малку зафркнено. Да, не смеам ништо да кажем друго. Но едноставно сум многу разочаран во ова. Значи, кога јас почнав YouTube, мислев дека од кај да знам, OBS ќе биде доста добро, понекогаш ќе лага, да, но не е многу проблем. Но се што е повеќе од 2D игра, што не е комплицирана, OBS не го издржува. Како што гледате ова, Grapples Galore е 3D игра. 3D игра. И не е многу графички добра. Мисла, ако сакаме да ја споредиме, можеме да ја споредиме со 300 други игри. Или можеме и со Team Fortress 2 да ја споредиме. Не дај Боже да снимаш нешто како GTA 5, Counter Strike или што и да било, што не е нешто вакво. Да, едноставно нема да оди добро ако немаш многу јак компјутер. Ако сакате да го видите видеото, одете на Бојан Гор, на неговиот канал. Ќе правиме дел 2 кога ги собираме сите ачивменти, но тоа не е важно. Тоа не е добро, доволно промоци. Значи, на мене главниот проблем ми е што футеджот изгледа како да биде од PowerPoint. Што е поентата да си има футедж ако на ништо не личи? Значи, јас би ти ставил нешто како Minecraft паркор во позадина или нешто друго, но само сакам да ви покажам дека не наоѓа мана за џабе. Ова е вистински проблем што го има многу луѓе. И јас го имам овој проблем. Значи, ова не е нешто што само јас го имам или Бојан го има или општо некој го има. Не, ова е чест проблем со многу луѓе. Значи, јас не знам на што можам да преминам. Ако сакам да снимам некоја игра, ќе ми треба нешто друго освен OBS. OBS е едноставно комплетно шите, комплетно шит. Мислам, гледај како е. Нема смисла. Зошто е толку лошо? Нема никаква поента од ова. Значи, не знам, едноставно ме полни со нервози и се тоа. Ова видео знам дека не зборував многу на културно, оти саках, ама не ме интересира да ви кажам право на сите. Оти само се нервирам. Ќе очекувате да има само едно-две овакви видеа каде што зборувам на некултурно и на културно во исто време, бидејќи обично не сум толку нервозен на некоја апликација. Но сепак, да, ова е толку јапав, доволно јапав. Ова е пократко видео со многу помалку едитинг. Едноставно сакав да си ги кажам мислењата на OBS после тоа што ми се случи. И јас мислам дека тоа нешто треба да се направи или барем некој може да ми препорача некоја програма освен OBS. Бидејќи OBS е... Мислам, го видовте ли ова во позадина? Сето ова што се случува. Што е ова? Може ли да знам? Само некакво објаснување. Што се случува на екран? Како што гледате, овде скипам фреймс. Колку фреймс скипам? Значи, не знам, ова е некако... не сум знала дека е толку лошо OBS. Порано имав малку проблеми со Терарија и некои други игри, да. И Minecraft особено, но толку никогаш не сум имал проблеми. Па да, тоа е тоа, сакав само малку да појапам за OBS и дека треба да се ја поправат апликацијата. Но ако сакате, субскрајбајте. Ме мрзе да направам аутро и ме мрзеше да направам интро. Субскрајбајте ме, луѓе, да го видеото и за нареден пат. OBS
да го користам, ќе најдам нешто друго. Чао за следен пат. Не баш чао. Толку да, толку толку. Не можам веќе. Не можам. Ќе почнем да си имам Clash Royale живи мен на телефонот. Мислам, имам гей дек, бидејќи користам Mega Knight и се тоа, не ме интересира. Ќе го направам тоа. Ќе го направам. Но да, тоа само сакав да го кажам и да, толку е само. Не сакам ништо друго да имам. Бидејќи OBS е shit. И тоа е се што треба да го знаете.